Мене ме иритира едно лицемерие, една хипокризија политичка што се случува во Македонија, не само од владината структура, туку и од многу други, така да наречеме, националистички структури, во македонски, затоа што националистичките структури не се само концентрирани во владата, туку имате вие и разни здруженија, други партии, па имате поединци националисти кои сакаат да бидат. И сите тие, значи, цело време ги слушаме против Грција, против албанците, против бугарите. Тие се патриоти против се, а не се патриоти против онаа што за мене е главна закана. Ние сме во комплетен процес на една српска асимилација по сите основи. Ако почнеме од јазикот, кој гледаме дека нигде не се... Ние, кој зборуваме, го браниме јазикот. Што го браниме јазикот? Од формално, еве да речеме, негирање. Чекайте, а го браниме ли јазикот од неговата заштита овде во Македонија? Колку македонци зборуваат правилен литературен јазик? Колку на медиумите се зборува правилен литературен јазик? Колку во песните имаме литературен јазик? Суштината на одбраната е сами да го одбраниме од себе, не некој формално дали вика постои или не постои. Постои, си го зборуваме. Меѓутоа, дајте да го зборуваме така како што треба да го зборуваме, нели така? Да не зборуваме за општата култура, масовната култура. Јас веќе дури не забележувам македонска култура. Да не зборуваме од песната, тоа со песните е страшно. Знаете, многу е дури не е смешно кога зборуваат за македонски национализам, патриотизам, а истите тие кога ќе на нивна свадба, кога ќе на нивна крштевка, 95% од песните се српски, ќе речат: ај сега една македонска, оти сме македонци. Се гледа, нели сме македонци, а една македонска песна да пуштиме. И сега тие ни кажуваат што е македонски патриотизам и македонски национализам. И конечно сега доаѓаме до една тема која е нели многу врзана со оваа бугарската тема, бугаризација на македонската историја, не знам што приказни. Значи, таа пак хипокризија, значи не можам да ја поднесам до кај. Цело време се прават некакви фронтови, ќе се бориме против бугаризацијата на македонската историја, а од друга страна во последните години имаме радикална срвизација на македонската историографија. И тоа нели по линија која не го дозволувале ни дури комунистите. И го свој нели оној, јас постојано го зборувам, последно време неколку пати го спомнам, најжестокиот нели што важеше антимакедон Лазар Којшевски имал црвена линија на великосрпската политика и на Караџорџева Југославија. Ние денеска имаме комплетна рехабилитација на Караџорџева Југославија во Македонија. Од филмови кои ни се продуцираат преку нели одредени медиуми во Македонија, па до најофицијалната прослава. Вие погледнете, секоја година се зголемува бројот. Почнаа со Зебринјак во времето на Никола Груевски, денеска имате 6-7 манифестации која секоја година се одбележуваат во македонскиот простор. Зебринјак, Кајмакчалан, победата Битола, нели денот на победата во Битола, Рамне во Охрид, Валандовското клање, како што го викаат тие, Бегалничката битка во Штип. На сите тие манифестации се појавува македонското знаме, македонски државни представници, македонската химна пее, македонска војска, свечената гарда се постројува. Значи, по-голем символ за општа историја од тоа нема. Значи, јас мислам дека во овој момент македонската почесна гарда повеќе се постројува на српски празници отколку на македонски празници. И сега вие изборувате се браниме против бугарската историја. Па чекајте се, кого правите луди вие во оваа држава? На крај краишта. На тие настани имаме узурпација не само на македонската историја, туку и на македонската денешно, затоа што таму се употребува терминот Јужна Србија, Стара Србија, ослободување на Стара Србија. И никој не реагира од сите тие патриотски структури. Никој
Никој не е патриот за тоа.